Wo ist der Erschossene? Ich weiß nicht. Ah, da ist er. Der lebt noch. Was machen wir nun? Kommt mit. Sudruh, mi se predavame. Sudruh, ja sam Slovak. Mi se predavame. Mi sme prijatelja, Sudruh partizan. Предавате, гледам дека се предавате. Но каде да ве водам јас вака преполовен? Mi tebe pomogneme. Mi ti ošetrime rani. Moji kamarade Felner, ošetrovatelj, farmacija, medicina. Razumijete? Разбирам.
Зашто си овде? Ќе те стрелат? Убиец ли си? Борец во затвор. Нешто невообичаено. Ретко. Сакала судбината за секојаш да не сближи. Сакаш ли да се спасиме? А од што да се спасиме? Од кого? Јас од револуцијата не сакам да се спасувам. Но револуцијата сака да се спаси од тебе. Ако сакала, тоа ќе го сторила и досега. Овој пат без друго ќе го стори тоа. Ќе го казни твоето дезертерство. Откаде знаеш што сум сторил? Го чув стражарот кога раскажуваше, пред да те донесат. А кој си ти? Кој сум јас? Што има да се крие кога сите го знаат тоа? Јас сум Аспарух Савов, полицејскиот агент. Познавате ли некого од порано? Како не? Оној ознаджијата Димче ми беше во рацете. Ама го испуштија. Ако го ликвидирав тогаш, сега не ќе бев овде. Ќе те фатеа други? Ќе те линчуваа? Ќе изминеше многу време, додека ме фатеа. Ќе ме судеше редовен суд. Ќе ме бранеа адвокати. Ќе се извлечев само со затвор. Да. Се е можно. Да те прашам за еден човек. За еден мој сосед. Кој сосед? Па како да ти објаснам? Всушност, со тој мој сосед и не живеевме. Беше комунист. И везден во неговата куќа доаѓа непознати луѓе. По едно време, чинам беше октомври 42-та. Однеднаш го снема. Се пренесе глас дека е в затвора, потем дека е убиен. Кој е тој? Како се викаше? Методија. Методи Ангелов се викаше. Методија? Тој Методија да не беше фурнаџија? Да. Куќата му беше заградена со тараби, со широк двор полн со овошки. Мамичето негово. Во неговиот двор кој ќе зацрвенеа јаболката, земјата пееше. Да, во таков двор живее. Живееше, момче. Што се случи со него? Како со стотици други. А гробот? Каде му е гробот, господине Савов?
Гробарството не беше моја работа. А која работа беше твоја? Многу се распрашуваш, момче. Јас само така не настојувам. Така ве распрашуваше и ознаджијата Димче. Сомнителен си ми. Мисли што сакаш. Мислам сега само на тоа како да си ја спасам кожата. Тоа овој пат нема да ти успее. Не разбирам. Ќе се обидам да ти објаснам. Вие, господине Савов, зборувавте за еден широк двор, полн со овошки. Толку живописно раскажувавте за јаболката што се црвенеат во тој двор. Треба ли да ви кажем дека е тоа дворот на мојот татко? Разбирате ли сега, господине Савов? Излегувај! Излегувај на двор! Излегувај пред мене! Напред! Какво е ова викање, другари? Овој губи агентот Рилабранд. Што? Губи агентот. Ајде. Влези. Ти остани тука. Што се случило? Што се случило, прашав? Ништо особено, другар командант. Убиен е агентот Аспарух Савов. И тоа е се. Кој си ти? Кој е овој? Тој е голоракиот. Оној што беше со ударниците. Кораб смета дека ова момче е најзаслужено за синокешната победа. Каде е кораб? Пред малку замина за дивизијата. Зошто си в затвор? Јас тоа не го знам. Зар само ти жив остана? Да.
Каде се убиените? Долу над патот. Зашто не се донесени? Аргир испрати група да ги донесат. Зашто не сум известен? Зошто губи агентот? Тој губи татко ми. Како се викаше татко ти? Методија. Методи Ангелов се викаше. Друга Розна. Методија фурнаджијата. Да. Тој ме нападна. Сакаше да ме задави. Ќе го биеше и без да те нападнеше. Да бевте на моето место. И вие би го убиле. Па тој така требаше да биде веќе стрела. Тоа не е исто, Димче. Што ќе рече народот на тоа? Ќе рече еве и овие, без суд колат и бесат. Не сте во право. Претеруваш. Случајот со агентот Савов не заслужува толкова внимание. Го осудивме за да го стреламе пред бригадата и пред народот, а не некој сам да си го зема тоа право. Донски, одговорноста ја земам на себе. Во прашање се принципите на револуцијата, Димче, а некој ќе ја понесе одговорноста. Ова момче без разлика чиј син е, сгрешило. А вие го браните. Поддржувате анархија. Не е точно. Ќе се прати кораб, па ќе се разбере кој е виновен за себе ова. Впрочем, тој е единствениот што ги знае нештата. Германци дојдоа. Го донесо ванете бомбашот. Какви се тие германци? Што му ги носат мртвите на непријателот? Тоа не е твоја работа. Како не е моја? Јас бе со Ване. Ти. Назад затвор. Ајде. Ајде. Митко. Митко. Како си, Ване? Мирувај. Каде е кораб? Во дивизијата ќе се врати. А Митко? Кој Митко? Оној казнетиот. Горакиот Митко Ангелов. Тука е. Жив е. Жив е. Сакам да го видам. Што ќе ти го? Ми го спаси животот. А зошто не те донесе? Што е со него? Сиот пат му е послан со убиени германци. Каде е? Тука е. Жив е. Германска колона не идува на патот! Германска колона не идува на патот! Некој од два амбулант.
Ајде. Легувајте. Легувај. Ајде. Еве ти пријатели. Зати права друштво. Овие не се вистински германци. Немој случајно се нафрлиш и на нив. Вие ќе останете додека не дојде комесарот. Разбрате? Ich verstehe nicht. Herr Leopold. Здраво, содруг партизан. Wir sind keine Faschisten. Wir sind Deutsch. Sag ihm doch, Leopold, warum schweigst du denn? Sag ihm doch, Leopold. Ja, was soll ich ihm sagen? Може ли да замолчите? Sodrug partizan, mi sme prijatelja. Дочекав вој затвор да лежам со фашисти. Nix, nix. Wir sind unglückliche Soldaten. Wir sind keine Faschisten. Не, Sodrug partizan. Сега никс. Кој го уби Ванета? Кој ве прашувам? Кој? Море како не ве сретнав с ношти. Sodrug partizan, mi sme se predali. Се предадовте. Се предадовте на мртовец. A donesli sme i Vaneka. Vanek žije. Кој е жив? Vanek, Како жив? Лажете. mi sme povedali pravdu. Лажете! Mi sme povedali pravdu, sodrug partizan. Pravdu. Правда. Da. Вие и правда. Ване е мртов, слушате ли? Мртов!
Drugar, čekaj. Te molam, drugar, ne razbuduvaj go. Drugar, ne razbuduvaj go. Vane. 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 Mitko. Leži, leži. Јас не сум го видел кораба. Ти го гледаш? Ако го видиш, се едно што е комесар на бригадата. Кажи му дека сакав да му речам да си ебе мајката кога ми рече припази на него. На кого да припазиш? Добро знае на кого. На мене ли? Речи му го ова што ти го реков.
Bravo! Другар Аргир, се јавувам по наредба на командантот на бригадата. Во првата чета од првиот батальон. Земи го местото на ударникот Ване Бомбашот. Разбирам. Од каде да почнеме кораб? Од каде? Секогаш треба да се почне од себе си, другар Ѓорче. Ми кажуваш дека си ја изминил пресудата на војно-револуционерниот суд. Каква смелост е тоа, каква храброст. Зошто тие тешки зборови? Да го стрелав момчето, јас и ти ќе спиевме ли спокојно? Ќе спиеш ли спокојно само тој? Но тоа е револуција. Точно така. Во име на некој чиновнички замислен ред за револуцијата требали да се истребиме меѓу себе. Не сваќам зошто ме обвинуваш, другар Ѓорче. Верувајќи во тоа дека никој не е непогрешлив, јас твојата пресуда ја одложив. Всушност, ја продолжив неговата драма до смртта. Се случи да остане жив. По тоа е мојата вина. Вината не е во тоа што тој останал жив, но во тоа што си дозволил храброст да ги менуваш одлуките на војно-револуционерниот суд. За тоа ќе мора да се оди на одговорност. На каква одговорност? Пред кого треба да одговарам? Зашто да одговарам? Заради фактот дека другарот Кораб, политички комесар на бригадата, спротивно од неговите овластувања, смртната казна на еден дезертер ја заменил самоволно со друга казна. Навистина ли Кораб е си ја согледува својата огромна вина? Навистина не. Ти треба еднаш да знаеш дека помеѓу она што се вика татковина и помеѓу она што се вика револуција, или поточно во името на двете, постои она што мора да ги брани и заштитува. Стои револуционерниот суд. Што е тоа што го рече? Книга? Збор? Може би некоја наука што си ја учел во некој град. Јас сакам да ти кажам дека меѓу револуцијата и татковината стои човекот. Стои совест. Престани! Брани револуцијата, не дезертерот. Митко Ангелов дезертер. Точно тој. Па свати човеку, грешката му е никаква. Бил на половина час да си ја види мајка си, барем да ја видел. Свати дека и мојата пресуда беше престрога кога го пратив голорак на кланица, а да не зборуваме за твојата. Но што да направам, Кораб? Ти рекло ли тебе тоа момче дека е избегало сред борба? Како? Како? Ѓорче. Не играј си со мене, Ѓорче. При една потера на германците, патот му го пресекол воз и ја думнал. Невозможно. Ти ми го испрати да го ставам како дезертер и пример за недисциплина, а тој стана херој во бригадата.
Не заборавај, Кораб, дека секој од нас има моменти на слабост. Зар ти никој пат не си се исплашил? Може би тој само ја одбегнал смртта. Добро го запознав. Сега се ми е јасно. Јас те слушам, Кораб. Но ти не сваќаш дека ние не можеме да имаме два мерника за иста грешка. Ги знаам јас тие мерници. Во случајот се зависи од тебе. То не е точно! Помина тие времења кога можевме и моравме сами да одлучуваме. Се чини ти се уште си го тера старото. Ти си председател на судот и ако сакаш можеш да ја пренесеш пресудата на Митко Ангелов. Јас тоа не можам да го сторам. Не можеш. Добро. А какво оправдување ќе побараш кога јас лично ќе те обвинам пред партијата и револуцијата? Ќе те обвинам за убиство. Полека и се закануваш. Немој да ме предизвикуваш, зашто и тебе ќе ти спртам пред истиот тој суд. Испрати ме! Да не мислиш дека револуционерниот суд е твоја приватна институција. И запомни, јас твојата пресуда нема да извршам. Каде? Разговорот се уште не е завршен. За мене е завршен. Hallo Saloniki, hallo Saloniki. Wir brauchen Hilfe. Verdammt doch mal, gib mir doch Skopje, wir brauchen Hilfe. Мустафа. Да, и уште двајца. Слезете долу на патот. Низ пештерата.